И вистинско време е за нашата прва утринска гостинка, која што верувам дека ќе го задржи вашето внимание и ќе ви инспирира како ова лето и овие високи пеколни температури да ги искористиме правилно, особено да се посветиме на нашите деца. Топло добре дојде прво за мојата колешка, Слободанка. Благодарам, Сузе. И за незината прва гостинка, Цветанка Бурзевска, која е детски психолог. Така е. Имате многу интересна тема и верувам дека не само што ќе ги заинтересирате родителите, туку и бабите и дедовците. И јас се надевам дека е така. Уште еднаш добро утро до тебе и добро утро се разбира до сите наши гледачи. Да ги поздравам ова утро и да ги поканам секако да го проследат нашиот разговор, кој што ќе го водам токму со детскиот психолог Цветанка Бурзевска. Добро утро и добре ни дојде и се надевам дека сега сме стабилизирани и можеме да си започнеме со разговорот со оглед на тоа дека Алфа телевизија ни е малку на специфично место, но убаво е што се најдовме ова утро. Добро утро, Слободанка. Благодарам на поканата. Точно, на малку специфично место ви. Сите кои што сакаат да дојдат да ги поканиме, претходно да не контактираат. Да, и само да кажам дека освен детски психолог, психотерапевт, арт-терапевт и гешталт психотерапевт. Така, ајде сега ќе зборуваме, да имаме повеќе токму причини зашто ова утро да допреме до гледачите и да отвориме една убава тема со оглед на тоа дека се топли летни денови. И насловот ни вели кој е најубавиот начин во текот на летниот период да се посветиме на децата. Имаме исто така и во летните денови родителите со активности на децата кои што исто така им ги даваат со оглед на тоа дека нели постојат токму такви групи каде што ги чуваат дечињата, каде што ги негуваат на некаков начин, но исто така си имаат и активности во текот на летниот период кои не се многу поврзани со училиштето и колку се тие едно прашање добри за нив. Навистина се што може да се искористи во летниот период за да се појде, убаво да се појде за децата, бидејќи баш во тој период им фали најмногу и социјална интеракција и дружење со другите дечиња, меѓутоа и дружбата со родителите. Најубаво е, освен тие активности на кои што можеме да ги пуштиме во текот на летото, кои што ги организираат нели одредени организации, кампови и така натаму. Да, убаво е на пример да се има агенда една домашна што ние би правеле во текот на еден ден, секое лето. Било тоа да е... Тоа ќе му дојде како еден организатор. Да, било тоа да е обична прошетка секојдневна во низ мало или до парк, или пак еднаш неделна организација до некој од наши убави места, овде во околината, или пак каде да се, во нивната околина каде што се наоѓаат. Исто домашни, вклучување во домашни обврски, значи без разлика дали се работи за детенце кое што е помалечко или детенце кое е во школска доба, значи убаво е да се вклучат во домашните обврски како најобично ајде да го фрлиме ѓубрето, тоа сфрли го ѓубрето, појди до продавница, помогни ми да раскренам, ајде после ова ќе направиме нешто друго. Тоа е создавање на работни навики од мали нозе. Да, кое што навистина е важно за понатаму, бидејќи не можеме цело време како родители, чекајте, јас ќе го сработам. Од друга страна, правење активности, пример, не знам доколку се во двор прскање со вода. Затоа што е лето и интересно има тоа на децата. Сега нови температури добре дојдено е, да. Да. Исто од психолошки аспект, пример, има одредени вежбички каде што ајде да замислиме дека се наоѓаме во пештера, што има таму, тоа е малце за поистражување да видиме што има внатре во себе. Да, и меѓутоа и како еден вид на оптеретување, исто цртање. Ајде да видиме, да нацртаме пример подводен свет или пак замисли кој е твоето милено животно или па да необични работи да нацртаме онака што ќе ти дојде. Дали вака работите и со дечињата со кои што работите вие? И со децата и со возрастните. И со децата и со возрастните, да. На токму овој начин и принцип како што сега го посочивме со цртање и слично, интересно доаѓа. И што е она што кај нас дечињата најмногу го цртаат и дали има повеќе светлина што се однесува за она што вие ќе го видите како резултат од нивното цртање и изразување на некаков начин? Зависи што, зависи на што работиме, зависи на која тема, зависи
Дали тоа е емоција или пак е некоја одлука или пак најчесто се работи со... Преку цртажот се открива исто така што е она што лежи во детето? Се открива, меѓутоа сепак тоа спаѓа под друго, тоа веќе спаѓа под проективни техники. Ова е повеќе насоката кон емоционално ослободување, би рекла. Се нонстоп, мислам, кога се работи деца, нормално дека ќе видиме што се случува. Сака да цртат стрипови, да раскажуваат приказни преку слики. Сакаат доста само со боја да се играт, не конкретно нешто да има посебно, туку само да се играат со боја. Да, и подоцна интересно каде што наоѓаме форми. Пример, исто знаеме да направиме како македонски преведено шкртаница би дошло, шкртаница всушност. Да, зашто да, и внатре да се најдат одредени формички, тоа е многу добро за концентрација, за фокус. Триаголник, правоаголник, круг, гледаат сонце, формички. Значи, баш онака може да се создаде цела форма. Цела приказна од целата една шкртаница доколку убаво бараш. Па да се избојат, да се подоцна имаат, например, знам често да им дадам да работат со глина, знам да дадам да работат со текстил. Значи повеќе материјали се вклучени, знаеме да им дадеме звук на тоа што ќе го нацртаат, да им дадат движење и така натаму, па така еден убав процес знае да се вклучи. Верувам дека е така и за оние дечиња кои што се покрајва сигурно, каде што им ги давате токму овие работни задачи кои што како што напоменав и кажав, а и тоа така и треба да биде, како што ни велеле и нас родителите дека навиките од мали нозе се создаваат кај човек без разлика нели женско-машко. Треба ете ние како родители токму да ги поттикнеме на таков начин па да го искористиме слободното време со нив. Кажавме дека убаво е да се има активности, дечињата да се најдат било каква занимација што нивке им се допадне. Исто така еве да ја прескокнеме технологијата, токму со тие активности ќе бидат помалку со телефоните во раце. Меѓутоа, еве како психолог, оние совети кои што треба, нели сепак кога ќе се ближи септември, што е она што треба ние како родители да почнеме лека по лека да ги и на каков начин подготвуваме за на училиште со оглед на тоа дека со токму овие активности тие ќе бидат многу поопуштени? Првичното е влегување назад во рутина. Односно, полека воведување, ако сега им дозволуваме да легнат малце подоцна, отколку што легнуваат, пример 11, 12, така се поголеми. Добро би било, ете така, да почнеме лека по лека да влегуваме во рутина, односно да се враќаме на оние навики кои што биле во текот на целата школска година. Некои дечиња, например, се ги задржуваат во текот на летот. Други деца, нормално, се опуштаат. И ние како родители им дозволуваме. Баш ке со ова жешкова навистина навечер не е возможно да се спие без клима или и да отвориш прозор, сепак нема некој пробав. Добро што дозволуваме да се поспијат повеќе од вообичаеното. Да, баш во текот на цела година 9 месеци станувале веќе во 7 часот, во 6, во 7 за да стигнат да се подготват да појдат на училиште. Мислам дека убаво би било да ги оставиме барем 2 месеци, ако ништо друго, месец и пол да се наспијат на Сабајле. Значи, враќање назад во рутините, прво со легнувањето, со навиките кои што ни се нели пред легнување, станување порано, почнување евентуално читање на лектира. Например, со моево така полека почнувам. Ајде да го читам иако имаш негодување, ма рано ми е. Така да. Рано ти секој е, дете си има свој одбранбен механизам или начин или причина да каже зошто не сака Чекај да се расонам. Не ги знам буквите, ми бегаат буквите и така натаму. Меѓутоа, ајде, ти со твојата, јас со мојата книга и така полека се убедуваме дека треба да се чита. И навечер обавезно, сега за да го вратам назад, пример, од мој пример ќе кажам во рутина, ајде ќе возиме велосипед или ќе правиме нешто за чисто за да се измори. Таман поладно ќе се истушира и ќе се заспие, веќе почнуваме назад да се враќаме. Иако е рано, уште е јули, почеток на јули, ама но времето како брзо поминува. Зависи кај некои дечиња, да, индивидуално, некои им треба повеќе време, некои помалку. И тоа би додала, друго значи нема нешто.
Секако, можело летото да е биде. токму и за игра, како што кажавме, да се ги оставиме на мир дечињата да ни поспијат, па и добро и тоа да го слушнеме и да се имаат активности кои што нивке ги исполнуваат на било каков начин и еве и како треба да ги подготвиме потоа за на училиште, се треба полека и нежно убаво разговор со дечињата, барем според мене со викањето и со расправите ништо не правиме, тие поголеминат може Контраефект создаваат. Контраефект создава да тераат така и да одат повторно онака како што тие го правеле, а ние не го сакаме на тој начин. Ајде малку сега ќе отскокнеме од оваа тема што се однесува за еве убаво објаснивме со оглед на тоа дека да ги искористиме минутите кон крајот на разговорот. Ние повозрасните што да правиме во текот на летниот период, затоа што знам дека и високите температури кај некои луѓе создава или придонесува за поголема можеби депресија, не знам зошто е тоа така, или повисок степен на анксиозност, но затоа ќе ни објасниш повеќе. Летна депресија или летна анксиозност знае да се случи во секој годишно време, кај некој е поизразено на пролет, кај некој на есен, кај некој на зима, кај некој во лето, кога навистина се високи температурите и мислите знаат многу брзо да ни работат, дури отколку што нашиот мозок може да ги спроцесира сите тие мисли. Пак ќе кажам, индивидуално е, меѓутоа добро е што се поголем број на луѓе се свесни дека нешто се случува, па бараат поддршка и помош од психолог, кои што доаѓаат. Тоа е добро во последно време. Тоа е добро. Да, сите кои што ќе почувствуваат било каков симптом или различно однесување или чувства од оние кои што ги имале претходно да се јават на психотерапевт, психолог. Затоа што одредени процеси кои што не се затворени во минатото, предизвикани од одредени случаи, без разлика дали се травматски или само непријатни случаи кои што нас не ни оставиле баш многу, нели, добри чувства на еден начин, да. Знаат да се вратат во време кога што може би сакаме да бидеме најослободени, најубаво да се чувствуваме, бидејќи надвор е сонце, убаво е, меѓутоа може да го постигне сосем контраефектот. Тоа некој како податок го имав прочитано, потокму затоа сакав да го споделам. Да. А сонце, ова лето асоцира на сонце, плажа, море, шетање, вечерни часови, забави и така натаму. Може да бидат и финансискиот дел. Да. Поготово споделувањето на социјалните мрежи, кој каде бил, кој каде е, кој каде присуствува. Другиот, например, што гледа, може би нема да може. И тоа може да доведе лесно до депресивни епизоди. Так. Лесно може да доведе. Но не се на социјалните мрежи што гледаме и тоа мора да го истакнеме, дека е токму баш така онака како што се гледаме по фотографиите, секој се знае како се чувствува и како го живее животот. Секако дека, како велеше еден мој пријател, вели, сите на социјалните мрежи се среќни. Ете така. Така да, немојте многу да се лажеме околу тоа, да си го гледаме нели својот живот и нам како треба да ни биде убаво. Меѓутоа има начини како луѓето да се изборат со оглед на тоа дека ова анксиозност многу често ја споменуваме затоа што се почесто и се појавува, па не само и кај повозрасните, туку и кај помалите. Од која годишна возраст и кај дечињата се јавува анксиозноста и која е најголемата причина за тоа? Анксиозноста како анксиозност, за да може да се каже, обично се јавува од 7 годишна возраст па нагоре. И како може симптомите да се забележат, како родителите да реагираат? Различно, значи некои ги манифестираат обично е преку соматска. Значи или преку болка во стомак, или може да биде цело време да ја гризе устата. Може да биде преку тикови да се изрази. Може да биде чепкање на раце или пукање на прсти цело време. Пелтечење исто може да биде. Значи, да се пожали да каже дека чувствува нешто на родителот, има ли такво нешто? Не знае како да каже, обично тоа е соматски цело време. Или дури не си ги знаени чувствата, да. Се уште ги учат. Ги учат, да. Значи, они ги знаат до одреден степен, ги учат во градинка, ги учиме секаде, меѓутоа пак нема да знае точно да каже како се чувствува. Нема да каже вознемирен сум или да каже анксиозен сум и така натаму, меѓутоа ќе каже нешто ми се случува, значи ме боли стомак, поготово ако има одредено ме боли стомак неколку пати пред да појде некаде на
на одреден, дали на училиште, дали со другарчиња да игра, дали на одредена активност која што е запишана. И ако некое време поред ме боли стомак, ме болат колена, не може, ме болат нозете и така натаму, че сето тоа е показател дека детето нешто има што го одвраќа, што не сака да оди. И убаво е да се седне да се поразговара што точно и на кој начин може да се реши. А сето како што велиме, можеме да го забележиме навреме и да реагираме, секако дека ќе ги видиме по-позитивните резултати за понатака. Што правиме ние пак со возрастните, оние кои што ја чувствуваат анксиозноста и стравот од било што и да е. Можеме да го измислиме дури стравот кој што воопшто не постои, но го имаме во нашите мисли. За крај оние, како ги велите, обсесивно-компулсивни мисли кои што влегуваат во психата и не излегуваат. За која е помошта токму за тоа? Да, интрузивните мисли знаат да бидат доста напорни, да ги кажам. Со тоа што едноставно немаме контрола над нив. Кога почнува една мисла, продолжува понатаму и друга мисла. Симптомите пак се слични на, значи, поврзано со соматика во секој случај. Дали од нагони на повраќање, на гадење, бидејќи од преголем страв може тоа да се случи. Губење на апетит, меѓутоа и добивање на апетит. Ја има и обратната, значи. Зависи кај која индивидуа како може да се одрази. Сето тоа вртоглавици, главоболки, значи се она што чувствуваме емоционално може да ни се одрази врз нашето тело, физички. Најчесто, барем кај мене, цело време преку согледување од друг агол. Односно, дали ќе биде тоа преку цртање или ќе биде преку друг медиум на изразување, меѓутоа цело време гледам да им ја приближам малце состојбата нивна од поинаков агол. Да пробаме да влеземе во таа состојба, да видиме како е. Сега, например, тоа е малку подлабоко, кое што не се решава од една сеанса. Секако треба повеќе разговор, за да се дојде до посекуваните резултати. Меѓутоа, она што е многу важно, што сега веќе во денешно време воопшто не е табу тема да се оди на психолог, психотерапевти, затоа ние се вака почесто имаме во утринската програма за да ги потикнеме сите оние кои што имаат потреба од ваша помош да се јават кај вас. Цветанка Бурзевска, многу благодарам што бевте дел од нашата утринска програма. И убаво кажавме Сузе, дечињата треба да се поспијат, треба да си поиграат, да си имаат активности, но потоа некако полека ќе ги подготвуваме за на училиште. Така, и следниот пат кога доаѓате на Кеј Алфа телевизија, земете си графчиња во џеповите или камчиња. Така, да. Може. Ви благодарам многу, навистина многу интересен и корисен разговор. Верувам дека им годеше и на нашите гледачи, на нашата публика.